Добар ден, 11:11 започнуваат вестите на Слободен печат. Добре дојдовте. ОЈО барат притвор за полицаец осомничен за учество во кражбата на кабли од Скопска железара. Во текот на досегашната постапка се обезбедија докази кои даваат основано сомнение дека сега осомничениот бил соизвршител на трите лица против кои беше покренато обвинение пред 10 дена. Сите тие се товарат дека заедно од објектот на Полуконтим, ИГМ и подземните тунели низ кои поминуваат каблите за напојување со електрична енергија, одзеле повеќе километарски високоенергетски и среднонапонски кабли во сопственост на оштетените правни лица АД СМ Електрани на РСМ, Подружница енергетика Скопје и Макстил АД Скопје во вкупна вредност од околу 440.000 евра, стои во соопштението од ОЈО. Според краткиот опис на делото, осомничените, откако со апарат ке се увериле дека каблите не се под напон, со батериска брусалка ги сечеле и ги складирале до влезот од тунелите. Во саботата 22-годишно момче со БМВ удрило во неколку контејнери и во паркирана кола блиску до кулите Джевахир во Скопје. Претходно, во првите 4 дена од ноември, 6 луѓе ги загубија животите во сообраќајни несреќи во земјава. Од почетокот на оваа година, заклучно со октомври, се регистрирани 115 жртви, а во текот на минатата година 142 луѓе настрадале во сообраќајни несреќи, според информациите од полицијата. Сепак судскиот вештак за сообраќајни незгоди и сообраќајен инженер Дејан Трпевски смета дека зголемувањето на бројот на полицајци на терен не е суштинско решение, туку самиот систем. Темата е на Хари Кацановски. Апел од МВР до сите граѓани. Министерството за внатрешни работи соопшти дека до неколку граѓани од страна на сторители кои лажно се представуваат во име на директорот на Бирото за јавна безбедност се упатени лажни покани во врска со наводна тековна истрага. Од Министерството посочуваат дека во пораките се даваат насоки за 24 часа да се оди до полициска станица или да се испрати повратен имејл, бидејќи наводно примачот на пораката е предмет на кривични истраги за низа кривични дела, како што се детска порнографија, педофилија и трговија со дрога. МВР ги известува граѓаните дека станува збор за лажни пораки кои не се испратени од страна на Бирото за јавна безбедност при МВР. Овие електронски пораки се класичен обид за измама во кој целта на измамниците е да дојдат до личните податоци на граѓаните, со цел нивна понатамошна злоупотреба. Поканите до граѓаните за истражните постапки од страна на МВР не се испраќаат преку имејл адреси, се вели во известувањето на МВР. Кој продава храна чиј рок изминал и пред 2 години? Мора конечно да се знае кој и зошто тргува со неквалитетна и храна со поминат рок на македонскиот пазар, но и како е можно таквиот безобразлук да се толерира со години. Децидни се граѓаните и експертите со кои разговараше Слободен печат. Ваквите проблеми не се новина, но за потрошувачите е најбитно да се обелоденат и мињата на дрските дистрибутери и трговци кои ги уриваат сите правила и работат незаконски. Не трујат, а институциите ги кријат. Ова не е од немарност, туку од алчност и негрижа за нашето здравје. Треба да знаеме кој го прекршил законот тука и дали и колку бил казнет, вели една наша сограѓанка. Не може секој да вреди за двајца, како Изет Меджити. Беким Сали, прв вице-премиер на местото на Изет Меджити, кој стана градоначалник, како и кадар од демократското движење, предводено од Меджити, за министер за животна средина и просторно планирање. Ке биде предлогот на лидерите од Вреди на средбата со премиерот Христијан Мицкоски, која треба да се одржи деновиве, брифираат за Слободен печат високи функционери од Вреди. Висок владен функционер од ВМРО-ДПМНЕ пак е дециден дека промената на договорот за владина коалиција ке нема и дека од владиниот партнер очекуваат само предлог за прв вице-премиер, кој ќе биде и министер за екологија. Ова значи дека на Вреди остануваат 6 ресори и дека распределбата на позициите треба да ја направат во рамките на својата коалиција. При реконструкцијата на владата, што Мицкоски ја најави по Конгресот на ВМРО-ДПМНЕ на 6 декември, ќе има рокади на министерствата и нови кадри, или како што велат од ВМРО-ДПМНЕ, се ќе биде на маса. На ова работеше Мариела Трајковска.
Инфлацијата во Македонија не се смирува и трошоците за живот во октомври се за 4,5% поголеми во однос на ланскиот октомври, а пониски за само 0,2% во однос на септември и покрај очекувањата дека ќе има поголем пат. Економистите сметаат дека една од причините за растот на инфлацијата е во растот на платите и на пензиите. Од друга страна, Македонија се уште е меѓу земјите со најниска просечна плата и земја со двојно поголема инфлација отколку во еврозоната, каде што процените за октомвриската инфлација на годишно ниво се дека таа е 2,1%. Просечната нето плата кај нас во август била 45.310 денари или 737 евра, со што сме на самото дно во регионот. Чекор пред нас е Босна и Херцеговина, каде што просекот е 818 евра, пишува Весна Дамчевска. Јавните предпријатија должат над 300 милиони евра. Отпуштени се 500 луѓе кои не доаѓале на работа. Ке треба посериозен ангажман, но тоа е дополнителен предизвик и мотив во намерата да изградиме метропола со која сите ќе се гордееме за кратко време, изјави градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓевски. Ѓорѓевски најави дека сите јавни предпријатија ќе претрпат измени во менаџерскиот тим и наскоро ќе бидат соопштени кадровските решенија за град Скопје за јавните предпријатија, установи од културата и средните училишта. Неверојатен случај во Штип. 30 годишен штипјанец деновива бил нападнат од група странци пред кафе-бар во градот, кои го претепале и завршил во болница. Случајот потоа добил сосема неочекуван развој, итајќи да му помогне кога слушнала за инцидентот, сопругата на штипјанецот паднала и самата тешко се повредила, пошто и таа била пренесена во болница. Но тука не запријале маќите на семејството. Во меѓувреме, поради сериозноста на повредите на претепаниот човек, лекарите одлучиле да го испратат на лекување на скопските клиники со амбулантно возило. Мајката на несреќниот штипјанец, која била во комбето, додека се возела на кај Скопје, изгубила рамнотежа и паднала во комбето, кршејќи го колкот. Детска банда ограбува аптеки во Белград. Две девојчиња и едно момче на возраст од само 11 до 13 години го тероризираат Белград од јуни со ограбување на аптеки. Оваа добро организирана детска банда, која наводно стои зад преку 100 кражби и разбојништва, ограбува аптеки низ главниот град на Србија користејќи закани со бибер спреј и со шрафцигери, објавува Телеграф РС. Порталот дојде до видео кој го прикажува точниот момент на кражбата, како и нападот врз работникот во аптеката. Една постара жена очајно се обидува да го заштити маркетот и себе си од малолетно девојче која ја држи за раце, во кој момент едно момче кое цело време претходно стои настрана, наеднаш дотрчува. Додека жената се обидува да се одбрани, момчето и се заканува, а потоа се крие, бидејќи третиот актер и приоѓа одзади и со помош на девојчето ја соборува на плочките. После тоа, двајцата отвораат каси, вадат пари и бегаат во непознат правец. Врвен тим германски детективи се состануваше секоја утре во Потсдам 3 години, обидувајќи се да открие кој стои зад најголемиот чин на саботажа во модерната историја – бомбардирањето на гасоводот Северниот тек. Нивната истрага сега дојде до заклучок што се заканува да се поткопа единството во поддршката на Украина, бидејќи сите индиции водат директно до Киев, пишува The Wall Street Journal. Полскиот премиер Доналд Туск, долгогодишен критичар на зависноста на Германија од рускиот газ, ја исмеа истрагата. Проблемот не е што гасоводот беше дигнат во воздух, рече тој. Проблемот е што е изграден. Европската комисија започна со создавање нова разузнавачка агенција под водство на претседателката Урсула фон дер Лајен, објави Financial Times. Целта е да се подоби употребата на информациите собрани од националните шпионски агенции. Единицата која ќе биде формирана во рамките на Генералниот секретаријат на комисијата планира да регрутира персонал од целата разузнавачка заедница на Европската унија и да саботира разузнавачки информации за заеднички цели.
Сирија ќе се придружи на меѓународната коалиција за борба против исламската држава и објави дека почнува нова ера во односите со САД, откако Доналд Трамп го прими нејзиниот претседател Ахмед Ал-Шара во Белата куќа. Тој стана првиот лидер на Сирија кој гостувал во Белата куќа откако земјата се здоби со независност во 1946 година. Ова беше последната информација во вестите на Слободен печат за денеска. Повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт. Ви благодарам за вниманието и за довербата.